Истата екипа за која што зборевме тука пред 2 емисии, фамилиарната екипа Да. во ЈП Македонски шуми. Порага што ја добивме од свиркач, ја објавивме истата екипа си прават фейк документи, фейк дозволи, сечат високо квалитетна шума, ја преработуваат и ја продаваат по плацеви низ Источна Македонија. Ја сечат во моментов во Преспа. Гледајте. Ова е забрането со закон. Ова за ова сечење, ова некој ќе иде у затвор. Веројатно тоа ќе биде екипата фамилиарно што си ја држат ЈП Македонски шуми. Боко во моментов одат снимките од Преспа, уништените делови од шумата, бидејќи знаеш повеќе детали околу тоа, те молам ги искоментираш. Прво, многу е важно да се знае дека јасно е дека шумата се проречува и здраво е за шумата да се проречува. Но тука сега станува збор, ако добро се гледа и од снимките, за правење на голосеци над самото село. И се работи, како да ви кажам, за едно ситничарење, за опит да се ќари плюс и се оди до најблиското место, се обезбедува пат и тука се прави тоа што го гледате. Многу е очигледно дека носечката сила е профитот, а не грижа за шумата. И во таа смисла селарите и сите што се собрани во ова движење за одбрана на шумата во Лубојно се имаат сосема право, бидејќи таа шума исто така одмана целото, го штити резерварот за вода, го штити селото од поплави. Да. Едноставно не се прават голосеци, а голосекот се прави на таа локација само затоа што тоа е најблиску од асфалтниот пат, се качуваат и тука прават покој. Тоа е проблемот, значи да не треба ова движење се свати погрешно дека они сега нешто посебно не даваат да се сечат, но начинот на кој тоа се прави безпризорен. Многу ми е криво што вакви движења не се појавија многу порано, бидејќи на крај писата тоа е национален парк таму. И можеби кога вакви движења порано оваа свест би се пробудила и кај селаните, кај сите што нив ги поддржуваат, можеби немаше да се направат толку и такви штети по каде што би се рекло Господ не штедел кога Да, кога дава.